Новиот директор на затворот во Прилеп има кривична пријава за проневера на 2 милиони. Според пријавата која ја заработи тој во текот на 2018 година во име на предпријатието спровел постапка за набавка на уред за скенирање на подземни линии и наместо преку неа да овозможи рационално и ефикасно користење на средствата од предпријатието, после спроведена електронска аукција на која било постигната висока цена, наместо да ја поништи постапка затоа што цената била висока, Јаневски донел и својрачно потпишал одлука за склучување договор и го осчетил буџетот на предпријатието за 2,3 милиони денари. Обаче, не е добра работа. Кристал нас неколка вика, кој ни е крив што сме честни? Многу честни сме. Многу честни. Како да ти објаснам? Ошто сме честни, само најнечестните ги одбираме. Нема врска. Нема врска. Чесен се дружи со чесен, нечесен се дружи со нечесен. Тоа е, како ти кажа. Ботот штаб вика, шефот ме прати да ја прашам оти го баниравте колегата мој, ха, сега 2 дневнички ќе лапнам за мене. На здравје нека ти се брат. Трудно става. Дека е тој бугарот да ни каже одека у чат? Ние бевме ние, да ги бркаме бугарите од Крива Паланка таму после граница. Кога ги става у комби им кажавме ќе го видат Скопје само на разгледница. Ама обаче Лјутков ще им достави. Ще им испрати по една разгледница, да. Може и ще ги викне като почестни граждани. Заповедајте ме, трсивте. Трсиме го, министерот. Новиот директор на затворот во Прилеп има кривична пријава за проневера на 2 милиони во водовод Прилеп. Бил во СДСМ, сега е во ЗНАМ. Какво говориш, бе? Обаче ова ще не е криминалец. Како се вика да му ја најдеме пресконференцијата од ВМРО? Ја имаме пресконференцијата. Па пушти. Пушти го, дај видеото да му најдеме видеото од пресконференцијата. И режија може у време свирчето да го имаш на стендбај. Ај, пушти го тој текст, само скриншот пушти што е направил на водовод. Ај. Да, ови ме пресод на ВМРО, тоа ме интересира. Марија Додевска вика, бугарите ни влегува во влада пред да ги ставиме во устав, па тоа е иронијата. Они по друг канал влегува у државата. Зошто е го видеото? На линкот е видеото? Од пресот? И Алфа објавила. Да бе, таму има и ова. Ајбе, пушти од Алфа, жити се. Симнете го видеото, бе, да. Дајте одма. Зошто го си минја? Да. Одма. Според пријавата која ја заработи тој во текот на 2018 година во име на предпријатието спровел постапка за набавка на уред за скенирање на подземни линии и наместо преку неа да овозможи рационално и ефикасно користење на средствата од предпријатието, после спроведена електронска аукција на која било постигната висока цена, наместо да ја поништи постапка затоа што цената била висока, Јаневски се ставаат запирки, ало, ВМРО. Јаневски донел и својрачно потпишал одлука за склучување договор. Леле, несојасно работева служба и го осчетил буџетот на предпријатието за 2,3 милиони денари. Оваа сигурно не е нигде. Оваа сигурно нема никакви функции. Нешто сигурно има ставено шатро нешто таму, живее нешто и така. Па добро. Ама сега оно од собрание не може сега да иде да Еве да речеме што вика Зенит, еве и 2 милиона да проневерил. Шо бе мечка? Шо се тоа 2 милиона? Ситна роба дуќанчина.
Иде скапа струјата, што? Ке штедиме, што курац. Ајде ако сега да пуштате да видиме што викале ВМРО ДПМН во 2018 година за 18 или куче значи во 2020 што викале од ВМРО ДПМН за Емил Јанески кој што денес вечерва е поставен за директор на Прилепскиот затвор. Ајде. И по безмалку една недела од поднесувањето на кривичната пријава од страна на Министерството за внатрешни работи против првиот човек на Прилепски водовод и канализација, Емил Јанески, кој се товари за несовесно работење во службата и предизвикување на штета врз буџетот од предпријатието во висина од 2.300.000 денари, од директорот се уште нема никаква реакција. Предизвикани од неговиот молк, локалните опозиционери побараа Јанески јавно да кажал дали и колку се офајдил од оваа сделка. Според пријавата која заработи, тој во текот на 2018 година во име на предпријатието спровел постапка за набавка на уред за скенирање на подземни линии и наместо преку неа да овозможи рационално и ефикасно користење на средствата од предпријатието после спроведената електронска аукција на која била постигната висока цена, наместо да ја поништи постапката затоа што цената била висока, Јанески донел и своерачно потпишал одлука за склучување на договор. Според прилепската опозиција, ова не било прв пат името на Јанески да се скандализира, при тоа алудирајќи на неодамнешното истекување на фекалии од пречистителната станица. И по безмалку една недела од поднесувањето на кривичната пријава од страна на Министерството за внатрешни работи против првиот човек на Прилепски водовод и канализација, Сега овој директор. Суртуков тогаш бил од СДСМ, направил криминал, тежок 2,3 милиони денари. Не го играле у СДСМ. ВМРО ДПМН го на пресови барале одговорност. Умеѓу време он се скарал и со СДСМ, не се скарал. Он видел дека СДСМ нема да тепа, се пресметал дека кај Максим му е боле пошто Максим ќе влезе у влада и он си влегол у влада кај Максим у партија, ги остил СДС пошто нема да добијат ништо. Така наречени, овие се така наречени прелетачевичи. Мешка. И сега ветувањето е остварено, човекот е во затвор. Чекај. Да, човекот е Има во затвор. правда. Браво. Космичка. Да. Ево, тоа. И сега овој да станува директор на Прилепскиот затвор. Ќе си лежите сега. Сега Сега комуњарите ќе лежат, ќе видат по затворите. А чекај, патриотот Пандов му е сега шеф уствари? Сега патриотот. Да. Пандов ги предлага овие честни кадри. Патриотски посебно. Ова како институт ми делува. Институционално делува. Да, пошто у Патриотски институт у ВМРО ДПМН нема кадар. Чекај. Мора од знам. Мечка, па ова е првиот комуњар у затвор уствари. Сега Првиот комуњар у затвор, првиот комуњар ставен од ВМРО у затвор е назначен за директор. И после не можела да се успе у држава. Има за квалитетните кадри сегде ги бараат. ВСМР. Тоа е. Сте излагале на пресови да зборите за некој си таму... Некој си. Емил Јанески, кој е тој? И сега го ставате директор на затвор. А он бил криминалец. Па срам, како, не знам како не ми е срам. Ја не знам како може да не се прави due diligence кога ќе му, значи кога ќе му пуштат список, еве за список за да ставиме директори, да рече добро списокот дај го кој ти е кадровик сега, дај го кадровик, провери ги луѓето кои се. И пиши забелешка, овој сме го плюкале затоа што крадел пари у водовод, да не се става. Овој има нешто таму зимал пари за да ослободува затвореници, не го става. Ја прочитав. Можда вода немале у затворот, викалачки. И сега, шо вика, некој ми пише, ај пуштете шо вика за Таравари. Вика и за Таравари.
Вика, изизет меѓу имаат правено пресови.